ready for this? Браво за овие дечиња. Ке се согласите сите дека нема поубав почеток на детска емисија од распеани дечиња полни со прекрасна енергија. Токму такви се нашите денешни гости. Денеска ќе биде весело, забавно, разиграно, затоа што другаруваме со дечиња од детската градинка Кочо Рацин од општина Центар. Да ги поздравиме со аплауз. На самиот почеток ќе поразговараме со директорката на детската градинка Кочо Рацин, па затоа ја повикувам Гавриела Алабашковска. Добре ни дојдовте во Звон. Добре најдовме, голема благодарност што не повикавте да бидеме дел од Звон. Мило ми е што сте со нас. Ајде најпрво да ни кажете нешто повеќе за вашата градинка и кои се вашите приоритети. Градинката Кочо Рацин годинава слави 57 години од незиното постоење. Приоритет секогаш било стимулативната средина, каде што се работи стимулативната средина за работа со децата, тимската работа на градинката и нормално приоритетот ни било работата со родителите, заедната соработка со родителите. Во градинката Кочо Рацин работиме нормално како и сите градинки што работат по програмата за детски развој. Но има една работа која што ние традиционално, градинката Кочо Рацин работи проекти. Проектите ги работиме заедно со родителите. Годинава, покасно ќе видите, проектот кој што го работеа децата во матичниот објект се вика Играм и растам со играчките. Одлично. А кои се придобивките од работата на проекти? Кога се работи еден проект, тогаш се прави еден круг, кој што во тој круг се прво децата, потоа се воспитувачките и на крај родителите. Тој е еден круг заемен кој што работи. Децата во проектите, значи проектот искача од интересот на детето. Се активни им се развива когнитивниот развој ке децата, креативноста ке децата. Тоа е придобивката која што ја добиваат дечињата. Воспитувачките исто го имаат оној истражувачки метод, затоа што онда што децата сакаат нешто повеќе да дознаат, они се и како воспитувачи, и како оние што ги образуваат, но истовремено и они сами учат, за да тоа го пренесат на дечињата, а родителите кога ќе видат што се е работено со децата, тогаш е таа нивна гордост. Имаат и домашни задачи кои што ги работат дома,
така да тој круг е цело време еден што се врти заедна работа, да. Така. Супер, а дали имате некои идни планови кои што треба да ги постигнете? Секогаш, значи, Кочо-Рацин ќе оди во текот, нели, со сите придобивки кои што, нели, новите работи кои што искачаат во воспитно-образовната работа, во педагогијата или сите, така што, значи, воспитно-образовните активности се и ќе бидат понатаму, ќе бидат адаптирани на можностите и интересите на пред се на децата. Потоа ќе се стремиме за воспитно-згрижувачкиот тим секогаш да бидат во текот со времето, значи константно да имаат семинари, предавања, нели, да секогаш да бидеме во контакт со времето. И на крај, нели, најважни сме и затоа и постоиме, тоа се родителите, да бидат секогаш информирани на време, да бидат среќни кога да не се грижат кога ги оставате децата во градина. Супер, одлично, ви благодарам многу за сите информации кои што ги споделивте со нас. Ви посакувам уште многу убави денови поминати со овие прекрасни дечиња. А дека директорката не зборува напразно дека овие дечиња постојано работат на проекти, учат нови нешта, ќе видиме и во продолжение, затоа што овие мали, сладки дечиња ќе ни покажат рецитал кој се вика Играјте и растете деца. Ајде да уживаме.
Y'all ready for this? 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 Повторно сме назад во студио, а јас се наоѓам во една многу креативна и интересна работилница. Денеска нашите гости, дечињата од детската градинка Кочо Рацин, прават на вистина многу убави нешта. А Дарин, кажи ми, што работите вие тука? Што Ние правите? работиме за пепеулчки. Да ги покажеме, вие правите пчелички, да покажеме кон камерите колку убава пчеличка направивте. Убаво ти е кога правиш пчелички? Да. Супер. Ајде, Јоана, кажи ми по кој повод вие ги правите овие пчелички? Секоја година во нашата градинка го славиме Денот на пчелите. Браво, ова заслужува еден најсилен аплауз. Лана, ти ќе ни кажеш што знаеш за пчелите, само да се свртиме кон камерите за убаво да не видат сите. Што знаеш за пчеличките? Пчелите се инсекти кои можеме да ги видиме во проре каде што има многу цвеќиња. Пчелите од цвеќињата го собираат сокчето и од сокчето прават мед. Браво! А Јаков, ти дали јадеш мед? Да. Да се свртиме кон камерите да не видат. Како го јадеш медот? Зошто е здрав медот да се јаде? Затоа што со него чајче и Си го пиеш во мед. чајче. Да. И е многу здрав и можеш да бидеш посилен и побрзо да пораснеш, така? Да. Браво. Кажи ми, како се грижите, Луција, вие за пчелите во вашата градинка? Дека Што правите? Да. Кога е лето, им ставате на пчеличките? Што? Водичка? водичка од За да можат да се напијат и да не бидат жедни, да можат да прават мед. Браво! Овие дечиња заслужуваат еден најсилен аплауз. Ви благодарам што ни дадовте многу интересна идеја, а воедно и не научивте многу нови работи. Во продолжение, уживајте заедно со нас, ние накратко ќе земеме здив, затоа одиме со музика. Тика така, неко е со љубовна мака. Ајде дечки, одиме. Еј, девојката со точекот. Еве ја доаѓа. Ухе. Тебе морници ме лазат само, ако се свртиш кога поминуваш со точакот. Од сите девојки на светот само ти ме инспирираш, зашто изгледаш опасно со точакот. И значи стварно ми е супер кога тебе ќе те видам како возиш опасно со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Полувам да те викнам некако за да ме видиш, ама ти не се симнуваш од точакот. И сите други ми се исти, ама ти многу ми значиш, зашто ти ме поминуваш со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Колку си убава. Убава е, навистина, прекрасна. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Тика така, љубовта е мака. Тика така, нема мака.
мирисе на пролет, кога косите се веат, на сметките со љубов, од точакот се смеат. Вози! И пробувам да те стигна, мама, од тебе имам само траги од гумите на точакот. И кога затварам очи упорно тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Детските игри и играчки се најдобрата активност за сите деца да стекнат вештини, да размислуваат и да ја развијат својата имагинација и своите чувства. Сите деца на овој свет имаат омилени детски играчки. Јас, например, кога бев малечка, најмногу сакав да си играм со кукли, но исто така многу сакав и да си играм со моите другарки надвор. Например, наша омилена игра беше граница, жмурка, игравме плочка, а во приложение ќе видиме и ќе чуеме кои се омилени игри и играчки на нашите другари. Јас ги играм тие со принцези, а јас тие со фор. Јас со пожарне, а јас со Елза. Со коцки. Мене со колички. Жмурка. Мене кукла. А мене меч. Ја Ја имам едно гуде дома, меченце па си го чувам. А ја на тоа гуде му сум батка. Си го фрлам, си го смотувам на друга страна и му облекувам патики да оди. А еднаш како ми беше камена растурена, а ние така све ставивме на место како што се беше. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Повторно сме назад во студија, а видете колку се сладки и убави нашите денешни гости. Софија, ќе ми кажеш ти зошто сте вака облечени? Ние сме играчки за представата. Супер. Но тука е и Срна, кажи ми, има многу играчки, сите деца си играат со различни. А вие на вашата возраст со какви играчки си играте? Ние си играме со играчки за поголеми деца, а кога бевме мали си игравме играчки за помали, со бебешки играчки. Супер. Имаш некоја омилена играчка ти? Да. Одлично. Ајде, кажи ми, ти Леона, дали имаш, не беше ти Леона, ти беше Искра, дали имаш некоја омилена играчка? Имам. Која ти е омилена играчка? Една овца. Овца, ајде да ни ја покажеш кон камерите и да ни кажеш зошто ти ја сакаш толку таа играчка? Мојата омилена тетка ми ја купила оваа играчка и толку многу се ја сакам, што Секаде си ја носиш со тебе. Кога ќе се ја гушнам, почувствувам како сите проблеми да ми се решуваат во тој момент. Супер, ова заслужува еден најсилен аплауз. А Иван, ти ка ми кажеш, кои играчки ти го развиваат мозочето? Тие играчки што кога играм со нив, требам да мислам со мозочето, да планирам и да бидам внимателен. Тие играчки се лего коцки,
математички плочки, Сложувалки. сложувалки. Супер, Иван. Браво. А убаво ти е кога одиш во градинка и кога можеш да си играш со другарчињата? Да. Супер. Дали може би решавате некои сложувалки и покрај тоа што учите нови работи? Браво. А кој од вас ќе ми каже зошто играњето играчки е важно за децата? Треба да ми каже Леона. Ајде, Леона, кажи. Ања. Ања, извини. Ајде да ми кажеш. Зошто е важно да си играат дечињата со играчки? Зашто ние со играчките растеме? Така. А дали имаш ти некоја омилена играчка, можеби? Да. Која ти е омилена играчка? Нешто што се кушкам по ноќ, многу ја сакам. Значи најмногу сакаш мечиња. Да. Супер. Ви благодарам многу. Имавте многу убави одговори на вашите прашања, а ние, драги мои, добро знаеме дека децата најмногу уживаат во светот на играта, во светот на бајките, во светот на приказните. Овие дечиња денеска ќе однесат во светот на глумата преку игра со куклите. Затоа ви препорачувам да седнете и да уживате. Денес ми е роден ден, гости многу сакам. Денес е на љубавиот ден, денес е мојот роден ден. За малку ќе заборавам, пред да дојдат гости, дека треба да направам место за новите играчки. Ти тука, а ти тука. Ете така. Ина, ајде мила, пристигнаа гостите. Доаѓа, мамо. Мој славен нос чувствува некој нов мирис. Се мирисам на нешто ново. На што ти мирисам? Ја слушнавте, Нина? Видете колку место направи за новите играчки. Леле, не ме плаши Пинокио. И така овие денови не сум расположен. Се плашам дека Нина ќе добие играчка, што ќе ја засака повеќе од мене. Не плаши се, Теди. Еве, јас сум тука и ти ветувам. Ако ќе дојде некоја нова играчка што сака да ти го засеме местото, јас ќе регнам шума и ќе ја исплашам. Видиме колку сум страшен. Рар! Па не си баш многу страшен. Мене не наподолго време не ме погледнува. Може би затоа што одавна немаш нови батерии. Да може пие тоа, менина тоа не текнува. И сега ако то пие на пробод, не знам што ќе биде со мен. Може ќе ме фрли во ѓубре. Јас да ви кажам, многу се радувам на новите играчки. Може би Нина ќе добија нов комплет од Лего костки, па во него ќе си најдам нова капа. Па што не кажа дека сакаш нова капа? Еве, јас ќе ти ја дадам нова. Мислам дека убаво ќе се стои. Па јас не сакам таква како твојата. Еј, друштво, може би Нина новиот комплет ќе направи прво, да со неа многу брзо ќе можам и ќе бидам главен. Изненадување! Време за забава! Што е? Што сте сите волку чудни? Теди, што е? Ништо. Што се случува со тебе? Никош не сум те видела вако. Денес Марина ја роден ден. Роден ден е? Па како е таа роденденска забава без мене? Ајде сите статуве да се забавуваме. Ајде се забавуваме.
Повторно сме назад во студио. Видовме колку е убаво кога ги разменуваме нашите играчки со нашите другари, а во приложение ќе видиме и дека покрај секојдневните работи кои што мора да ги правиме, убаво е слободното време да го исполниме и искористиме со работи кои што уживаме да ги правиме. Например, да си најдеме некое хоби, кое што нас не исполнува и може да направи да се запознаеме подобро повеќе себе си. Затоа во продолжение ќе видиме кој е омилено хоби на нашите другари. Па да, имам хоби, посебно играње кошарка и тренирам во ова школа кошарка. Многу, не знам зашто, али тој спорт многу ми е интересен и од секогаш сум го сакал тој спорт. Омилено хоби. Јас порано тренирав латино танци и свира виолина, а сега тренирам одбојка, исто така и ми е како хоби. Моето омилено хоби, освен компјутерите, омилено хоби ми е спортот. Во училиште, во физкултурната сала, играм баскет со другарите, а во мало играм фудбал. Омилено хоби ми е цртање, играње баскетбол и танцување. Највеќе ме интересира за цртањето да цртам планети и некои цртеши само што се сомолив да не се многу шарени. А за танцување ме интересира хип-хоп, рап и такви тешки музики. А за играње све можам да играм.
Најомилено хоби ми е цртањето и возењето велосипед. Најмногу сакам да цртам шуми, природа, дрвја. Моето хоби или би било цртање, или читање книги, или играње било какви игри. Па за цртање или ликови од цртани што многу ми се свиѓаат, допаѓаат, или вакво било какво нешто апстрактно, некое место, такви работи. Моето омилено хоби е одбојка. Во слободно време сакам да играм одбојка со другарките или со сестрами. И сакам исто така многу да цртам, но повеќе играм одбојка. Па покрај одбојката, во слободно време многу сакам да читам книги, кога можам. Најомилена хоби ми е да изучувам јазици, затоа што повеќе знаеш, то повеќе си побогат. Англиски, германски, сакам да почнам да учам и италијански. Одам на игрорна, тоа е моето најомилено хоби. Исто така изучувам јазици, одев порано на глума и мислам дека според мен игрорната е најдобро хоби, затоа што играш и традиционални ора, се шеташ низ светот и така. Јас во слободно време сакам да играм одбојка, да цртам и да пеам. Некои од нашите другари одбраа да пливаат, некои одбраа да цртаат, некои одбраа да танцуваат, а нашите денешни гости го одбраа најубавото хоби, одбраа да глумат. Но малку подоцна ќе видиме како се сноѓаат во актерската игра, затоа што денеска со нас е воспитувачка и раководителка на матичен објект Кочорацин, со нас е Снежана Гуцелј. Добре ни дојдовте во Звон. Добро ве најдов. Како ви е, дали ви е убаво? Па да, убаво е, работата со деца е прекрасна, посебно и овој момент кога можеме тоа што сме го сработиле да го покажеме на пошироката јавност. Тоа е најубавото чувство за сите нас. Така е, се согласувам. Вие сте директно вклучена во воспитно-образовниот процес, па кажете ми како се одбива самите подготовки на истражувањето на темата играме и растеме заедно со играчките. Како се навикнаа децата на сето тоа? Вака, значи, темата Играм и растам со играчките, темата на проектните активности која што во матичниот објект на нашата градинка се реализираше последниот период, всушност е тема која што е многу блиска на децата. Они секојдневно се среќаваат, играчките се дел од светот на секое дете, уште од мали нозе. Така да интересот нивни беше уште од почетокот многу голем. Посветивме внимание да овој пат децата од еден друг агол ги истражуваат играчките. Всушност ги истражува играчките како тие влијаат на нивниот раст и развој. Така да низ нивно собствено практично искуство осознаа како играчките влијаат на физичкиот раст и развој, како им го развиваат играчките телото, мускулите, како им помагаат да одржуваат рамнотежата. Потоа исто така истражуваа какво е влијанието на играчките на нивниот емотивен живот, колку е важна омилената играчка за секое дете, колку што разговара со неа, какви дајни дели. Многу беше интересно делот кога децата истражуваа исто несопствени искуства за тоа како играчките влијаат на развојот на нивното мозоче, односно како ги потикнува, кои играчки ги потикнуваат на размислување, што тие играчки значи прават кај нив за да самиот мозок им се развива, да веќе може нели да се подготвуваат за на училиште. Во овој момент, тогаш кога го истражувавме тоа, децата осознаа и како дека им постојат различни играчки и направени соодветно за различни возрасти на деца. Така да истражуваат доста и за сликовниците, како им помагаат да го развиваат говорот. Искрено да ви кажам, на крај навистина сме задоволни од се она што го постигнавме. Видовте и сами, они осознаа баш за целиот свет на играчки. Се гледа дека навистина уживале во целиот проект. А кажете ми, со какви современи стратегии користите во работата со децата? Вака, значи тоа ми е баш
нешто омилено што би сакала да кажам, прво пред се дека нашата градинка долги години ги следи сите современи текови во воспитно-образовната работа и во педагогијата и сето тоа го применуваме во секојдневна работа. Присталици сме на примена на современите стратегии, значи во денешно време после многу поминати обуки, сега можам да кажам дека навистина се применуваат многу алатки, вештини и стратегии за потикнување на компетенции на социоемоционален развој. Секогаш се следат интересите на децата, се скоро сите наши теми што ги обработуваме се обработуваат низ активни методи на работа, го користиме драмскиот метод за работа во секојдневната работа, истражувањето е секојдневно, значи откривањето на се она што и осознавањето на децата се трудиме секогаш да оди преку активни методи. Супер, одлично, но само кажете ми, бидејќи денеска ќе слушнеме, односно ќе видиме еден рецитал кој ќе биде на знаковен јазик, што ве поттикна да го научите овој јазик? Да, всушност сите новини што ги применуваме е учењето на знаковниот јазик. Дечињата ќе ви покажат после нели што сме научиле. Знаковниот јазик го почнавме да го истражуваме и да го учиме поради интересот на децата. Значи децата пројавија интерес кога се запознаваа со поразличните од себе, кога се запознаа дека постојат дечиња кои се поинакви од нив, што не можат да говорат и да слушаат, прашањата беа добро како тие комуницираат, како разговараат и така стигнавме до знаковниот јазик и оние изразија желбата и интересот да научат нешто. И потоа тоа се течеше, така да оваа година скоро секој месец по нешто учиме и веќе и во секојдневната комуникација во градинка знаеме да искористиме дели да се поздравиме или да си кажеме нешто на знаковен јазик. Секоја чест, ви благодарам многу за сите информации кои што ги споделивте со нас. Се гледа дека уживате во работата со децата, а ние во продолжение ќе уживаме и во убавите пораки за возрастните кои ќе ги испратат овие дечиња. Останете заедно со нас и уживајте. Аплаус! Поздрав се зрачен човеку, секој мој збор еднакво е важен код твој. Секое моје дело прифати го човечки смело. Желбата моја исполни ми ја ти и те молам, среќно детство подај ми. Сакам да кажам, да видам, да направам нешто корисно и јас. Не сум само мало дете, слушливо и мојот глас. Лично сам моја, спремна е да почиш моите мисли и дела, прифати ги со восхит. Возрастен човеку, слушни ме сега ти, моето детство право нека стане дел од твоите сили. Сакам сите деца да бидат среќни. Сакам сите деца да бидат здрави. Сакам сите деца да бидат радосни. Сакам сите деца да бидат насмејани. Сакам сите деца да бидат еднакви. Браво за овие дечиња, браво. Измамивте насмевка на нашите лица. Кажете ми, дали ви е убаво во звон? Да чујам погласно? Да! Ајде да дадеме еден аплауз за колку ни е убаво во звон? Ајде, сите! Браво! Одлично. А дали знаете дека за да се насмевнеме ни се потребни и 17 мускули да ги активираме на нашите лица, а за да се налутиме и намрштиме се потребни 43. Вие одбирате што ќе правите. Ние веќе одлучивме. Одиме со насмевка.
do mene naš vo penzija. Vizba stara i gitara, rock and roll eksplozija, a vo bendov gajda sviri, gde do mene naš vo penzija. 220 volti, koga zagrmat, site komši vo dvor luduvat. Tetka Tjuška pa i Mara, srilja stamena, ko si kuvat i luduvat. Vizba stara i gitara, rock and roll eksplozija, a vo bendov gajda sviri, gde do mene naš vo penzija. Vizba stara i gitara, rock and roll eksplozija, a vo bendov gajda sviri, gde do mene naš vo penzija. Baba sevda vika, tropana brada, a pak mende sija gušna bovčata. Pije vino, sviri, gajda rock'n'roll so nas, veli deca denes vi jeste mi spas. Vizba stara i gitara, rock'n'roll eksplozija, a vo bendov gajda sviri, gde do mene naš vo penzija. Vizba stara i gitara, rock and roll eksplozija, a vo bendov gajda sviri, gde do mene naš vo penzija. Јас сум во друштво на Јаков. Јаков сака нешто да не праша. Јаков, што сакаш да ни кажеш? Гледајте Звон. Браво. Кажи ми, како си помина ти во Звон? Убаво. Убаво уживаше? Да. И ние уживавме со сите вас. Денеска си поминавме многу убаво, танцувавме, глумевме, се забавувавме, а најважно од се, уживавме со најмладите. Денеска другарувавме со дечињата од детската градинка Кочо Рацин од општина Центар. Аплауз! Си поминавме многу убаво. Ви посакувам многу убави училишни и денови во градинка, затоа што тоа и го заслужувате, а повторно ве очекуваме во Звон, бидејќи си поминавме многу убаво. На самиот крај ќе се одјавиме исто онака како што започнавме, затоа што музиката секогаш не прави среќни. А вам, драги мои, ви посакувам убав ден и се гледаме повторно утре во 10:30 часот. Довидување до нашето следно видување. Режија, дајте музика! Quitte à devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi rentrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, 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 je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, 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 tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez.
situation malhonnête. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Allez, allez, allez. Le buzz n'était que factice. Je ne suis plus dans la matrice. Y a plus personne pour en parler. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour récupérer ce que je suis en train de gâcher. Enfin sorti de ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Avant que mon ego s'impose. J'ai fini de te regarder. Allez, allez, allez.